Благодарам, почитувам председавач со парламентот. Почитувани пратеници, почитувам пратеник Панчо Минов. Ке ви реплицирам на 3 позиции од вашиот говор. Прво, регулаторната комисија за енергетика, сите ја препознаваме како партиска комисија на СДС и на ДУИ. Тоа го потврдивте со изборот на членовите, така да таа комисија воопшто не може да носе независни закони и не може ништо добро да регулира во државата. Побитно, регулирате транспарентност. Ако нешто не е транспарентно во оваа држава, тоа е оваа проблематика околу енергетиката и Министерство за економија, која условно треба да ја третира оваа проблематика. Последниот случај. Поддршка. Министерство за економија најавува дека изборот за снабдување од газ ќе дојде од Бугарија. Никаде не може да се види по кои цени е договорена таа трансакција. Толку од транспарентност. Имаше повеќе компании, имаше повеќе заинтересирани снабдувачи, никаде не се спомнува цената. Во меѓувреме треба да се испегла нешто во владата, во ова Министерство за економија, пред да се излезе во јавноста, за да се соопшти дека сте избрале повисока цена. Тоа е проблемот на транспарентноста и на законите кои ги носите. Сами по себе ништо не значи. И околу фотоволтаиците ќе ви реплицирам. Многу е добро што ги уклучивме и граѓаните во целава приказна. Меѓутоа 6 киловати е многу мало производство на електрична енергија и едно што посебно загрижува. Цената по која ќе ја продаваат вишокот на електрична енергија граѓаните кон регулираниот пазар, односно снабдувач. Тоа е цената по која купуваат. 60 евра. Зошто, јавно поставувам прашање во оваа држава, зошто странските компании, странските инвеститори, домашните инвеститори од бизнес лобито на Социјалдемократскиот сојуз, ќе ја продаваат струјата по 300-400 евра колку што оди на берза, а граѓаните на Република Македонија ќе ја продаваат вишокот на струја по 60 евра. Тоа е таа ваша загриженост за енергетиката и за ова проблематика. Ако бевте фер, ќе дадевте многу по-добра цена за граѓаните и сите тие заштити кои ги имаат граѓаните 5 милиарди евра во банките или под перница, ќе можеа да ги инвестираат и на добар начин да инвестираме во зелена и обновлива енергија. Вака добиваат само тајкуните. Благодарам. Реплика Игор Здравковски, повелете.